На почетокот, научните и стручни анализи покажуваат дека, бидејќи се работи за национална стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интересите, дека од природата на феноменот зависи и пристапот. Јасно е дека ние не зборуваме за ефемерна корупција, зборуваме за системска корупција. Зошто го кажувам ова? Зашто и не е толку проблемот сложен или големата слика не е толку нејасна за да видиме каде ќе се движиме, и јас сум убедена дека изготвувачите на оваа стратегија се воделе прво од причините за така наречената системска корупција. И препознавам во многу мерки ваков, ние велиме системски пристап, бидејќи системската теорија бара системски пристап. Тоа е првото. Второто, мислам дека подобро било да се почне со извештајот, зашто наместо со стратегијата, оти така ќе можеше сите овде заедно да споредиме дали ова што се предлага, бидејќи тоа е иднина, соодветствува на детектираните состојби, односно дали третманот е соодветен на дијагнозата, зошто бидејќи дијагнозата не е само за 2019 година, колку што видов, дијагнозата е значи општа и како да ја правил некој конзилиум. Мислам дека тоа е. И затоа јас еве за граѓаните на почетокот една многу обична информација. Во политичката наука се вели вака, дека за да нема корупција и криминал во едно општество, важно е да има некои основни предпоставки. Прво, поделба на власта и некаква рамнотежа на трите власти, односно еден систем на спреги и кочници. Првото. Второто, независно судство, многу важно е. Третото, критички медиуми. Четвртото, цивилен сектор, силен, кој што ќе гради партнерски однос, ама за да градите партнерски однос, да се држите на една дистанца од власта, за да имате самостојност и независност, и нешто што не може ни со устав, ни со закон да се наметне, а што е голем проблем кај нас, моделот на политичката култура. Дали, како Кенеди што велел, влегувате во власта за да и го вратите на државата она што сте го добиле од неа, или пак водени од максимата Carpe diem, фати го моментот, односно преку ноќ со моќта стекни поинаков статус. Значи, наместо моќ се вели дека лекот е во авторитетот, а тоа го има во партиципативната политичка култура, демократската политичка култура, а ќе се согласиме дека кај нас, особено ние жените, тоа го знаеме, има силни елементи не само на патриархална политичка култура, туку и на парохијална. Вториот што заклучок мислам дека е многу важен. Зошто го потенцирам ова парохијална, патриархална? Зошто? Бидејќи корупцијата и криминалот најлесно виреат и стануваат системска појава тамо каде што има слаби институции и моќни поединци. Велат, разурни ги институциите, како? Ако не ја почитуваш процедурата, оти таа е гаранција за демократијата, и значи, наместо еден институционален пристап, се воспоставува пристап на носителите на моќта поединечен со поданиците кои се лојални. Ако сте вработени вие во државна, во јавна администрација, во регулативно тело, не заради вашите способности, стручност и компетентност, туку заради блискоста со лидерот или со водството, ќе бидете послушни. И последното, за да не бидам досадна, што е најважно, значи, денови веќе 100 пати го повторувам,
Каде што има слаби институции и силни поединци, што се случува? Се случува сите постапки, процеси, односи да се димензионираат не според однапред утврдени правила на кои повикува стратегијата, кои можат да бидат нормативни, судски, етички, туку нашто на персонализацијата или нема известни правила, но има известен резултат. Обратно, во авторитарен и хибриден режим, значи, што е резултатот е однапред познат, а и релевантни се правилата. Зошто го кажувам ова? Зошто и овде сме сведочеле на предлози на закони кои не се кои се уште слики да стават, креирани според определени личности. И овде пред да бираме многу високи функционери, свесни сме били дека однапред е постигнат договорот кој ќе биде избраниот, а ние требало тоа да го покриеме со собраниска процедура. Значи, големата слика за слабите држави, за хибридните држави, за авторитарните држави еве во неколку црти таа. И затоа јас мислев дека ако го имаме извештајот од 2019, тамо ќе видиме не само состојба од 2019, ја гледаме, туку и многу пресликани работи од претходниот и тогаш е навистина предизвикот голем, меѓутоа велам и многу тешко е. Зошто? Бидејќи извршеното резиме, мислам дека е преамбициозно да речам, ама тоа е добро, бидејќи влева надеж, зашто се употребуваат највисоки епитети. Значи, самата стратегија е изготвена согласно визијата на општеството, засновано на највисоки етички вредности, интегритет и така натака, за да им овозможи на граѓаните еднаков пристап до одговорни и транспарентни институции, почитување на човековите слободи и права и така натаму. Далеку сме ние во моментов од ова. Да, мене ми се чини дека најважната цел во моментов нас ние на вистина до максимум да можеме да оневозможиме корупција и криминал, како? Преку воведување на принципите, постапките, стручноста, компетентноста за која што зборував и да дојдеме до некои вообичаени стандарди, а се разбира, највисоките стандарди ги препознаваме секогаш во извештаите. Тие се врзани за скандинавските земји и за други, но ние далеку сме, освен можеби по придавката во новата придавка по името. Значи, да, целите на стратегијата се вели, добро е тоа, ова е веќе приземјување, да се зголеми нивото на политичка одговорност и демонстрирана волја за борба против корупцијата. Како се прави тоа? Најпрво со одговорност. Повисока функција, поголема одговорност. Значи, примерот секогаш доаѓа од оние кои што имаат најмногу моќ. Воспротивно, не можете да барате вие од другиот да го прави она што не важи за вас. И мислам дека, за да не ги бројам сите, дека целите на стратегијата навистина се во ред. Да, кога велите совесно управување со политичкото влијание, и ми се допаѓа дека 100 пати сум чула и од председателката како вели дека најголемиот ризик за непотизмот, корупцијата и криминалот е трговијата или употребата, злоупотребата на политичкото влијание. Тоа што зборува? Тоа зборува за гола моќ, а не за авторитет. Авторитетот значи со аргументи да ме убедите дека она што го говорите е во ред, а со однесувањето дека и верувате во тоа, дека е тоа дел од етичкиот хабитус. Значи, 12 имате овде цели и јас мислам дека сосема во ред се.
особено еве кога велите овде е многу реалистичен пристапот, реален намалување на корупцијата во јавните набавки и во процесот на доделувањето на грантовите, субвенциите и така натаму и мерките што ги предлагате. Зошто? Бидејќи секогаш ресурсите се ограничени, а за жал потребите на луѓето неограничени. Ако сте поблиску до ресурсите, полесно ќе пристапите до нив. Така ние велиме. Значи, целата битка во општеството е за авторитативната локација или алокација на вредностите и ќе видите, кога ќе дојде нова власт, ќе ги прераспореди овде ситуации, субвенции, грантови и така натамо на оние кои што се блиски до нив, значи лекот е процедурата. Мислам дека за да функционира една стратегија, примерот исто така, кој што е важен, треба да дојде од овде. Зошто? Бидејќи ако лидерите, ако министрите сепак персонифицираат партија, ние треба да персонифицираме граѓани. Значи, ние сме контролор на власта и, вчера само ќе ви покажам 4-5 слики денови ве гледам како пратеници со министрите седнати на разни расправи или даваат изјави. Некогаш сликата открива многу. Не е тоа овде да дискутираме па да се сликаме, туку за што ќе се прави и мислам дека подобар доказ за отсуство на поделба на власта и за отсуство на контролна функција, значи нема. Областите се разбира, ако тргнам ја сите да ги анализирам како што ги чита, значи нема да стигнам овој ден да ги дообјаснам, а се разбира има и после мене, јас само ќе фрлам по една реченица, две, како констатација. Да речеме. Веќе објаснив околу политичкиот систем, значи мора да се работи за функции што не се концентрирани во еден орган, мора да се работи за механизми, за, веќе ги кажав, спреги и кочници, мора да се работи за, особено за транспарентност и јавност, мора да се работи за инклузивен модел. Да, ковидот нам ни го попречува ова, но пак велам, ако може вие денеска двајца да бидете овде, сигурно може да почнеме подитно во сите комисии со Сонја, за тоа зборувавме, ние да бидеме првите. Да, ајде да се пофала малку, комисијата за еднаквост тоа го прави, да вклучуваме експерти овде. Луѓе кои ја знаат стручно и компетентно областа за која што ние го носиме законот, за да ни помогнат во одлучувањето. За да не бидеме водени само од политичките интереси, оти законот не е за политичарите. Законот е за регулирање на животот на граѓаните, а во тој случај тие треба да бидат рамноправни. Медиумите исто така, знам дека е и тоа проблем, меѓутоа, значи, транспарентноста и одговорноста. За правосудството деновиве, не знам колку сати потрошивме, меѓутоа, само да не заборавам за нашата работа. Значи, ако не се концентрираме на редовна постапка на донесување на закони, ако не се бориме да ги собориме сите рекорди во Европа по број на закони што се донесени во 3 месеци, бидејќи ние за 3 месеци, веќе реков на седница, сме донеле колку Британија за цела година парламентот. Извинете, тоа создава несигурност кај граѓаните, тоа создава несигурност во економијата и тоа создава прашање или покрева прашање дали навистина работите се движат со таква фантастична брзина или ние го адаптираме законодавството на персонални, партиски и политички интереси. Јас тврдам дека е во прашање второто.
Значи, овде треба да ставиме крај на тоа. Кај правосудството, се што се случува и за што зборувавме разменивме мисли со господинот Здравев, важи. Значи, задоцнетата правда е неправда во суштина, одговорноста е многу битна и јас уште ја имам дилемата, ја изразив дека лесно е да зборувате за ветинг, за прочистување, ама треба да се запрашате кој ќе го врши тој процес, дали оние што ќе бидат одговорни, дали навистина не треба први да бидат ветирани со оглед на проблемите што се случуваат тамо и упорно тврдам дека не е доволно само да се зборува за имотната состојба. Многу важно е барем да направиме ние една контрола на дипломите, на начинот на правењето на кариерата, бидејќи ако не сте облекле тога, ако немате еден ден во судството, ако животниот пат професионален ви е полн со проблеми, немате вие интегритет да оценувате. Значи, јас сум повеќе не за адхок ветинг, токму за оние критериуми што ќе се почитуваат и во академијата, за да не ве оптеретувам, ако најдобрите треба да станат судии, не може последниот да влезе пред оние кои се во 60-те. Не може ако вие сте го фалсификувале сертификатот за јазик, потоа без проблем да конкурирате. Нема. Во Британија нема да може да конкурирате определено време. Додека не покажете дека не се влегува во ваква институција со изгубен дигнитет и интегритет. Значи, да не зборувам за многу функции при испитување, познато ви е дека јас велам дека за политичкиот систем, дека државни секретари треба да бидат стручни функции, така е секаде, не треба да бидат политички функции, последната политичка треба да биде заменик, дури имам и проблем дали во една сиромашна држава, со оглед на тоа како се поставуваат заменичките функции, не како некои што ќе го заменат првиот човек, туку како некои кои се рамноправни со него. Јас во правото не познам, да кажам, таков институт, тоа е непознат феномен. Нема ко-министри никаде, се знае што е. Значи, за судството, да, сериозен е проблемот и кога велам треба да имаме системски пристап, решавањето треба да почне уште на факултетите. Не може оваа земја да има 24 или 25 правни факултети. Најголемиот дел од нив се фабрика, извинете, не за знаење. Така напишал еден мој колега. It is not knowledge factory. It is paper factory. За оваа држава, за некој од универзитетите. Што па? Зошто напишал? Заради вработување. Значи, треба да го преиспитаме тоа. Треба да има реакредитација. И како што велите вие, не во основно, уште во градинка треба да им објаснуваме на децата што значи да се украде, што значи да се излаже, да ги учиме на критички однос кон негувателката, кон учителот, кон наставникот, кон професорот. Ако се деца, евалуација лоше, ме навреди, така ќе создаваме ние контра тежа на патриархалниот однос, кој дома ние се уште присутен, да си бидеме искрени, се сели во партиите особено, се сели и во институциите, односот кон председателот, односот кон председателите на комисиите и така натаму, во сите тие елементи, односи има, забележуваме, значи, патриархалност и парохијалност и треба да се бориме против тоа. Една од, накусо само еден од секторите, што многу актуелен денеска е спортот. Видете, крајно време е да се каже спортот на спортистите. Од каде во сите управни тела во спортот политичари има? Тоа е крајно проблематично. Епа Пандов ни кажа.
што мисли за управувањето и за односот. Ова го мислам не само за спортот, ова го мислам и за другите активности, каде што ќе видиме ликови кои ништо заедничко немаат. Зошто се тамо? Заради мок и трговија со мок, тоа лошо ќе се одрази, зашто мислам дека оној кој го поминал животот во спортот, оној кој ги почувствувал радостите и тагата на спортот, поинаку ќе се однесува кон него. Немаме стратегија, мораме да изградиме ние стратегија кон високиот спорт, мораме кон аматерскиот спорт, здраво тело, здраво дух, тоа е многу важно, ама најважно е во случајов заради вас управувањето. Да не зборувам, со право, никој не знае веќе има спортски објекти, знам, на кои сум им се радувала и кои сме ги граделе со со придонес и одеднаш сега вие не знаете чија собственост се тие. Ако сакате да преминат во нечија собственост, има еден институт кој што се вика референдум. Точно е дека во фазата на транзицијата голем дел од локалните објекти преку ног стана државни објекти. Точно е дека нас ни сугерира од Советот на Европа да утврдиме општинска собственост. Меѓутоа, мислам дека во поглед на ова прашање исто така треба поголемо влијание. Економија и бизнис, еве сега зошто, велат вака за економијата. Сите бизнисмени добри бегаат од власта. Кај нас некако како го деитаат кон власта и некои од нив дури стануваат посилни во економска смисла на зборот благодарение на тој статус. Затоа за балканските држави се вели дека има бизнес ориентит, луѓе, и дека фабриката што најдобро функционира под наводници, за жал е државата, затоа и ние имаме ваков голем интерес и не само голема администрација, туку јас стално велам кога ќе ги почнеме преговорите, ќе видиме што значи стручноста и компетентноста и отсуството. Оти Хрватска мораше целиот универзитет да го ангажира за да помага и така натаму, тоа го видовме ние при пополнувањето на прашањата. Да, вие тука покренувате многу важни прашања од дигитализација и така натаму, ама јас велам, си има во економијата комори, добро е што имаме плурализам, има синдикати, државата треба да креира амбиент за просперитетна економија, ама не треба политички да се меша. А треба да ги прашува. Јавните предпријатија, веќе ми се чини дека е експлоатирана приказна, јас одговорно тврдам дека во сите нив треба да се воведе институтот на конкурс, дека не треба да се стојат, дека не треба да има политичари, дури мислам дека треба да има ограничувања на мандатите. Оти се шокирам од нечии CV-а која ќе видам повеќе функции има во јавни предпријатија, регулаторни тела и политички од што години. Сериозно зборувам, еве може да проверите. Зошто е важно да останете, ако сте на едно место, заради институционалната меморија, заради мудроста, да оставите нешто, кај што има поединци што се шетаат, не може да има институционална меморија. Треба да има, сите ние знаеме, ако тој што ви е надреден, не го почитувате, не зашто од лични причини, туку заради недостиг на стручност, компетентност, етика, не може да функционира институцијата. Медиумите и граѓанското општество, реков. За жал, и во медиумите ние имаме олигархиски тенденции. Јас би сакала исто медиумите да бидат на новинарите, да можат новинари да формираат весници, телевизии, бидејќи
Тоа е нивниот живот. Значи, меѓутоа, во анализите се вели дека или се ориентирани кон ставовите на оној што ги финансира, но многу често и државата има влијание, посебна приказна е јавниот сервис. Воопшто не се радувам за оние последни измени на законот околу составот на Советот. Треба да има плурализам, треба да има департизација, деполитизација, стручност и компетентност, а не па и начинот на одлучувањето, бидејќи мислам дека тоа ќе создаде амбиент за квалитетни медиуми. Вчера беа овде презентирани податоци од Центарот за граѓански комуникации, значи јас нема на нив да одам, и неколку поенти само околу, значи, разработката на стратегијата. Велите дека корупцијата е динамична појава. Јас велам дека е корупцијата жилава појава, отпорна појава, камелеонска појава, значи јанус со 100 лица, што многу тешко се справува, да, природата е хетерогена и затоа треба сет на инструменти за да може да се анулира, да се редуцира, да се оневозможи, а еден ден се надевам и да се анулира. Значи, да, интегритетот и корупцијата се како ден и ноќ, тоа го читаме и го слушаме и го гледаме, тоа е перцепцијата. Значи, перцепцијата ја создаваме ние граѓаните, однос кога сме, зборувам од другата страна, врз основа на животот, не врз основа на размислувањата. Сликите го ја одразуваат реалноста во која што живееме. Значи, таа методологија, зборувам за перцепцијата на Transparency International и така натаму, таа е заснована на научни критериуми. И она што сакам да го дополнам овде, велите дека на што се заснова, ги броите сите, нели, валидни документи. Мислам дека, иако не проверив уште еднаш на веб страницата на која што упатувате кога ги броите документите, кога зборувате за конвенцијата на ООН и така натаму извештаите, мислам дека посебно треба да се потенцира Transparency International, бидејќи тоа е токму еден индекс. Имате вие овде извештаи, истражувања за перцепција на граѓаните, предпоставувам тоа е тоа. Значи, но мислам дека посебно треба да се потенцира, како што со право сте го потенцирале Греко, па дури можеби и студиите на Венецијанската комисија за правосудството, каде што точно се нотира каде во правосудството има извори, каде се можните извори на корупцијата и како можеме да се справиме со нив. Значи, јас кога во проценката на ризиците од корупција, мислам дека ви се добро поставени, ама, реков, мислам дека јавни набавки, вработување, инспекцијски, издавање, доделување, финансирање на партии и така натаму, се треба да се гледа не изолирано, туку низ призма на онаа голема слика што ја реков, невозможно е, поделба на власт, независно судство и така натаму. Нема ништо од ова да може со посебни акти или со стратегија да се реализира, реков, ако не создадеме ние систем кој што нема да биде коруптивен, кој што нема да продуцира корупција. А тоа е, да не ги повторувам, карактеристиките што веќе ги кажав. Кога одите по областите, да,
гледам овде за политичките партии, велите дека дури и може би платеното политичко време треба да се укине. Да, има, да речеме, тоа ми е некоја специјалност, Шпанија, Германија, Полска. Меѓутоа, секогаш треба да се има во предвид дека кај платеното политичко време, опозицијата е таа во авторитарен систем што има можност нешто да каже на тој начин, зашто инаку јавните сервиси главно се узурпираат од власта, оти ние не го почитуваме, не само оваа власт, сите претходни оној член 8а, мислам беше од изборниот законник, да, и често пати постојаната појава на носителите на власта е всушност кампања. Значи, или ќе не смеат, ако се кандидати да се појавуваат, што е тешко, меѓутоа, во право сте овде кога велите дека ни за одредби, дури од изборниот законник, врзани, еве, за отварање на за пуштање на патишта, за објекти и така натаму, не се почитуваат. Не говорам за 2019, говорам за еден долг период, ево, од донесувањето на изборниот законник, еве да речеме од 2006 година, па навамо. Она што мислам дека е исто така важно, бидејќи повикувате на тоа, на регулативата, оти сега малку самокритика, е токму непрецизноста на одредбите, оставање простор за дискреционо толкување и постапување, избегнување на правничкиот јазик намерно. Намислете, најинформираниот ќе ги кажува податоците на попис. Во правото термин најинформиран не постои. Како се утврдува? Значи, во правото се брат, сестра, сопруг, ама најинформиран не ми е јасно. Готово. Значи, мора ние овде, што сме особено правници по вокација, да имаме некаква просветителска улога. Да речеме, не може вака. Како што правиме кога правиме неформални коалиции. Бидејќи токму ваквиот езопов јазик, еуфемизмите, овозможуваат широко постапување, не само во примената, во оценката на антикорупцијска. Отие сум ги читала одговорите што ви ги даваат. Ама оваа формулација не означува тоа, туку означува ова и потоа ние сме изгубени во вордингот. Ги споменав јас олигархиските тенденции, дури се разбира во политичките партии, многу паметни луѓе, од еден острогорски до Михелс велат речи партија, велиш олигархиска машинерија. Она што кај партиите во Македонија е најпроблематичното, ама и не само кај нас, е дезидеологизацијата. Вие споменувавте вчера неколку пати етика, морал, да. Кај што нема идеологија, се е дозволено. И денеска проблемот, велат, со корупцијата во партиите, знаете како се нарекува, кетчализам. Фати го секој. Кетчол. Значи, не е важно што промовирате за време на изборите, а што ќе спроведувате. Тоа исто така е многу проблематично, да не говорам за нашите коалиции, кои се, како вика еден мој колега, вода и масло мешате, значи не се идеолошки засновани и тогаш многу тешко може вие програма, стратегија да спроведувате. Тогаш сте изложени на притисоци, тогаш се изложени на пазари политички и ние овде многу пати сме ги гледале. Меѓутоа, тоа е веќе, како да кажам, долгометражен филм. Не е врзано само не е врзан за овој состав. Надзорните расправи, да, се многу важен инструмент, ковидот не попречува, но сепак преживеавме заради правото и правичноста, може би, што не водеа, но тие открија проблеми
сериозни. Да не зборувам за приказната со Евростандард банка, да не зборувам, значи, сега сакаме ние за насилството и така натаму. И ќе се обидам да привршувам. Велите кај визијата и мисијата, повторувам, највисоки етички вредности и интегритет, а јас велам многу, значи, скромно, да ја сведеме на минимум корупцијата, да ги обесхрабриме носителите на коруптивните активности, како луѓе во политиката, како пратеници, како министри, како суди, да дадеме собствен пример, да се водиме од јавното добро, бидејќи тоа мислам дека ќе биде нешто што ќе ги инспирира останатите. Кај целите една низа има, јас само неколку ќе издвојам. Ова прекрасно звучи, императив е носителите на политичкото одлучување да ги почитуваат највисоките стандарди на одговорност и етика. Да, и јас дури ја повторив оваа илузија. Не, во античкото општество, нели, тоа било уметност на можното, само најпаметните филозофите се требало да се бават со политика, ама и Платон утврдил дека и тие грешат. Значи, зборувам скромно за политика во границите на правото. Значи, ако ние имаме правна рамка за влада, за собрание, за суд, која што не остава простор, иако почитуваме во судството особено кариера и само кариера. Ете, тоа е лекот во судството против корупцијата. Ако ги правите чекорите еден по друг, и еве, гледам колешката пред мене, конкуренцијата ако се отвори, јас конкуренција гледам, да ви кажам, во адвокатите, кои целосно кај нас е една запоставена категорија во поглед на регрутирањето на највисоки судски и други функции. Не е така во светот. Не? Бидејќи тие имаат за себе предмети, не мора да создадеме деполитизираност како преку луѓе кои што имаат зад себе искуство, знаење и успех. Совесно управување со политичкото влијание во јавниот сектор, реков, тоа многу едноставно може да почне да се решава. На секои избори ќе се согласите, јас го слушаме истиот рефрен. Деполитизација и департизација во именувањето на директори на јавни предпријатија, регулаторни тела, агенции и после репартизација, реполитизација. Тоа е непознат феномен. И мислам дека тука во голема степен лежи еден извор на корумпираност. Да, администрацијата, државна јавна, секаде ќе прочитате, меритократија, ама ние имаме споил систем. На победникот му припаѓа пленот по заслуга. Тие што биле околу, ќе си добијат функции и ќе мислат дека штом ќе седнат на функцијата, ќе станат и образовани, и умни, и стручни, и компетентни, и ние се доведуваме, извинете, до трагикомични ситуации. И тоа го забележуваат и овде, и надвор. Ние, особено надвор, заради предрасудите кон нас, треба најдобрите да ги праќаме, подобрите и од просечните. И од амбасадорот се создава сликата за Македонија. Од представникот во Советот на Европа, во Венецијанска комисија, во било каде се создава сликата. Ако пратите вие погрешни луѓе на вистински места, сликата ќе биде многу лоша. Затоа треба да ги срушиме тие, значи, предрасуди како, токму со прави луѓе. Интегритетот и дигнитетот
Не може со закон и со устав да го изградите, тоа е нешто што се гради, но можеме, реков, да ставиме крај на она што се нарекува ротирачки рингишпил. Од функција на функција, кога се вртат. Јас сум иначе за ограничување на сите функции. Вашиот пример од 5-годишен мандат требаше да биде инспирација за сите други, го предлагав и за комисијата за недискриминација, ама не беше прифатено. И Венецијанската комисија предлага за сите вакви тела да нема реизбор. Јас сум да нема реизбори за народен правобранител, оти да имате вие 16 години некој на функција, па дали знаете што е тоа Бог или Божица? Тоа не е во ред. Добро гледам дека гледате во сатите, да, јас мислев, бидејќи толку време читам овие денови и учам преку ова, значи, кога ги споменав медиумите, еден пример ќе дадам, значи, ние имавме телевизија која што се појави како кокиче, ама не беше кокиче бело, згасна, видовме постапки пред судови, меѓутоа, ако си ги вратиме сликите и зборовите што се случуваше тамо, ќе видиме дека имаше своевидна трговија не со политичко влијание, ама дури и судот беше вплетен во тоа. Ако речете вие никој не е недопирлив, ќе бидете сведоци на сите постапки и одеднаш предметите, не баре е тоа суд, медиумски спектакл, ги гледате, после се јавуваат бизнисмени дека биле под притисок и така натаму, имате една многу спрега, зборувам за симбиозата на еден ТВ и на рекет. Значи, мислам дека, како што веќе рече една колешка, ова е голем чекор напред. Прво, не сме имале до сега стратегија, сега имаме, сите се препознаваме тамо, имаме определено место, може да не повикуваат и секој може да каже, бидејќи јас немам веќе, знам дека сум досадна време, ама еве сум си забележала да речеме кај вработувањата, дека во светот нема феномен дива градба за урбанизмот, нема кога ќе кажете, јас сум објаснувала половина сат на еден колега. Ниту дивоградби, ниту може да имате работно место, а да не одите на работа, тоа е неверојатно, значи. Нема за жал кај нас, вие повикувавте со право на етика, ама оставките ги нема и сакам да кажам дека кај оставките, видете, треба се прави разлика меѓу објективна одговорност и субјективна. Јас не велам дека министерот што е начело на едно министерство има личен удел во проблемот со кој што се соочуваме. Ама објективната одговорност е политичка одговорност. Значи, вие сте првиот човек на институцијата која што треба да персонифицира ред, правда, поредок. И затоа си одите. Не дека сте виновни, туку за да дадете пример на одговорност. Ако се споредуваме со другите држави, ние, не знам, некогаш јас велат кога сум остра, велам па да беше во Јапонија, харикири ќе направеше министерот. Има таков случај во историјата на Јапонија. И тоа за судир на возови, да ви кажам. Значи, не може да ја поднесе болката што бил прв човек во време кога се случило тоа. Епа сега, ако не го правиме тоа, ќе присуствуваме на серија Кум 1, Кум 2, Кум 3 и така натаму. Да, единствениот за, како се викаше, фокерот. Да. И сега еве ви доказ, одличен пример, Антони Пешев. Не само што бил првенец во генерација, супер студент, туку и основал одлична фирма, почитуване во
стопанските комори во овие кругови, значи не случајно го сторил тоа. Да. Најстрашно е, готово завршувам, најстрашно е кога ќе влезе корупцијата, криминалот, непотизмот, кога ќе влезат во области за од кои што чие добро менаџирање зависи нашето здравје и живот. Ние знаеме дека сме имале лекари со лажни дипломи. Ние знаеме дека сме имаме директори со сомнителни дипломи. Ние знаеме што се случува. Знаете ли што значи да се плашите да одите на лекар? Тоа е страшно нешто. Кога имаме незавршени случаи со струга, има многу такви случаи. Значи, затоа јас велам дека дури и во образованието треба да почне ветингот, да видиме ние какви ни се критериумите, што се случува, како може толку многу професори да има, ние имаме по глава на жител повеќе од Британија. Сите се професори. Затоа што не е тоа, сите се доктори на науки и како со парите, штом ги имате во оптек многу, им паѓа, значи, цената. Зборот ми беше непотизмот, конфликтот на интересите, особено во некои дејности, може да биде со катастрофални последици. И тамо не смее да се дозволи вакво нешто. Ме бендисува, морам да кажам, што имаме и на крајот акционен план, да, до сега не сме виделе ние, значи со носители, со датуми и мислам дека јас денеска, еве го како изгледа, тоа е значи инспиративно, акциониот план да кажам, да, ако вака одат чекорите, тие се логични, ќе биде све во ред. Последната реченица. Подитно да се реши просторниот проблем, подитно да се реши проблемот на дигитализацијата, приоритет да бидат вработувањата во антикорупцијска комисија. Зошто? Зошто инаку ова ќе биде уште една хартија. Ние треба да вршиме притисок, медиумите треба да вршат притисок, граѓанскиот сектор треба да врши притисок, самите граѓани, зашто инаку повторно ќе се собереме до година и ќе дебатираме за идните нешта. Би сакала да видам еден извештај, затоа од 2019, 20, 21, кај што ќе пишува ова го нема, вака со цртки, ова го нема, следното е ова, создадовме предпоставка за ова, го напосочивме ова и председателката, значи, ќе рече дека голема работа сме завршиле, годинава, надзорната расправа ќе покаже дека навистина и јавноста поширока стручна мисли како нас и мислам дека тогаш ќе почнеме да се бориме со системската корупција, па ќе зборуваме за ефемерни појави, за чекори кои што се назад, ама има механизми да ги спречиме. Благодарам за присуството, извинете за должината, ама кога човек се подготвува, молам?